Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. Пуштен во употреба адаптираниот реновиран простор во Основното училиште Свети Кирил и Методи, целосно финансиран од Ротари клубот Кочани Виница. Истиот чини околу 100.000 денари, а ки им користи на учениците и наставниците за реализирање настава во природа. Адаптираниот простор за настава во природа и други активности кои што ќе им биде од голема корист на учениците, Основното училиште Свети Кирил и Методи го пушти во употреба. Во присуство на гости од Ротари клубот Кочани Виница, кој што е донатор и го уреди просторот, пред присутните на свеченоста зборуваше Даниел Петровиќ, гувернерот на Дистрикт 1912, во кој што членуваат сите Ротари клубови од Република Македонија и Република Словенија, Игор Андреевски, председател на Сојузот на Ротари клубовите од Република Македонија, председателот на Ротари клубот Кочани Виница Владко Димитровски и директорот на училиштето Даниел Кралев, кој што ја истакнаа значајноста на адаптираниот простор и неговата намена, како и резултатот од соработката на училишните установи со Ротари клубовите. Rotary International е една огромна... Rotary International е едно големо семејство кое што постои веќе 115 години, со 1.200.000 членови. И таа организација нас не доведе во Македонија во заеднички дистрикт со Словенија. Ние сме гости денеска на Ротари клубот Кочани Виница, кој што го овозможија овој прекрасен проект. Замислено е сите Ротари клубови да се подржуваат и да се поврзани во дистрикт. И јас како гувернер го подржувам тој дистрикт, а со тоа и сите клубови, посебно клубовите кои што се активни и кои што прават вакви правокласни проекти. Ротари во Македонија е организација која постои од 1931 година. Потоа за време на Втората светска војна и после војната има една пауза во функционирањето и првиот возобновен Ротари клуб се основаше во 1995 година и од тогаш наваму во Македонија имаме постојан раст на движењето. Имаме 19 клубови, еден од тие клубови е исклучително успешниот клуб во Кочани и Виница. Кога велам успешен, мислам на фантастичниот дух со кој се водени ротаријанците од тој клуб. Тоа се луѓе кои помагаат во заедницата. Едно од тие дела е ова сега што го гледаме. Овој проект е еден од многуте проекти на нашиот Ротари клуб Кочани Виница, кој што постои веќе 5 години и еден од многуте проекти кои ги имаме реализирано во изминативе 5 години. Идејата беше оригинална на Ротари клубот, која што заеднички ја разгледавме, се договоривме, сдруживме сили, индивидуални напори, заеднички средства и пред разговорите од пред една година денеска врдуваат со плод. Груба рамка на проектот е некаде околу 100.000 денари. Средствата се соберени што од хуманитарни акции кои што ги организираше Ротари клубот Кочани Виница заедно со Ротари клубот, лични донации од членови и средства кои што се соберени од Ротари клубот. Ова катче кое што се изработи, односно се направи со инвестиција на Ротари клубот од Кочани, пред се ќе користи на нашите најмлади и најмили, а тоа се децата, учениците во нашето училиште, кои што ќе можат своето слободно време да го поминуваат токму овде, на ова место, како за време на малите одмори, така за време и на часовите, каде што заедно со своите наставници ќе можат да ги одржуваат часовите во природа, да одржуваат часови во природа, а сепак внатре во затворен простор во нашето училиште. Ние сме во тек на разговори со Ротари клубот од Кочани Виница за реализирање на уште еден друг проект и се надевам, како што реков и пред малку, нашава соработка со Ротари клубот дека нема да заврши овде, на ова место и со овој проект, туку ќе продолжиме да соработуваме и понатаму, се со цел да ги подобриме условите за работа на нашите ученици овде во нашето училиште. Ротари клубот Кочани Виница досега има реализирано голем број проекти, а со уште позасилено темпо ќе продолжи во иднина со реализирање на зацртаните среднорочни и долгорочни проекти. Завршени се сите проекти за кои општините минатата година бараа финансиска подршка од Центарот за развој на Источниот плански регион. Меѓу нив е изградбата на новото спомено обележје на Никола Карев кај местноста Свиланово, чие предавање во употреба е закажано за впеток. Наменски се потрошени парите од Бирото за рамномерен регионален развој, а што општините од Источниот плански регион ги добија за реализација на проекти за кои аплицираа минатата година.
Сите проекти што се реализирани со подршка од Центарот за развој на Источно-плански регион се завршени, а повеќето и предадени на користење. Една од инвестициите беше изградбата на спомен-обележјето на председателот на Крушевската република Никола Карев во местноста Свиланово кај селото Рајчани, за што заедничка апликација поднеса општините Кочани и Чешиново-Облешево. Од Центарот за развој велат дека и овој проект успешно е реализиран, а на крајот на оваа недела и официјално ќе биде представен во јавноста. По повод самото завршување, во петок на 27 април се планира свечено отварање на самиот објект, но воедно ќе има и одбележување на денот на загинување на првиот председател на Крушевската република. Купната вредност на проектот е 5.647.000 денари. Најголемиот дел од средствата се од националниот буџет, кој што реков од програмата за равномерен регионален развој, додека собствено кофинансирање имаат општините Кочани и Чешиново-Облешево. Спомен-обележјето посветено на Карев е на површина од 460 метри квадратни, а околината е уредена со 3 настрешници. Комплексот содржи 4 амфитеатрални редови поставени кон југ во правец на самиот споменик. Во центарот на комплексот е сместена и досегашната спомен плоча, а од источната страна има изградено 7 паркинг места. Од Центарот за развој на Источно-плански регион додаваат дека проектите со кои општините годинава аплицирале за добивање поддршка од Бирото за равномерен регионален развој веќе се предадени. За нив се врши евалуација и се очекува одговор за кои ќе бидат одобрени финансиски средства. Општина Кочани планира и во наредните 12 месеци ќе продолжи да го субвенционира функционирањето на јавниот градски превоз. Веќе е објавен јавен повик за избор на давател на услугата, за што од буџетот ќе се издвојат околу 13.000 евра. Локалната самоуправа на Кочани планира до крајот на оваа и во првиот квартал од идната година од општинскиот буџет да издвои над 800.000 денари, со кои ќе го субвенционира функционирањето на јавниот градски превоз. Согласност за ова лани во декември даде општинскиот совет, со што општината ќе учествува со 50% во цената на билетот. Јавниот повик за избор на давател на услугата е веќе објавен, а рокот за поднесување понуди од заинтересираните субјекти е до 7 мај. Со тендерската документација е определена линијата на која ќе вози градскиот автобус, кај која и нема поголеми промени во однос на досега утврдената траса. Ова значи дека тргнувањето е од населбата Оризари преку местноста Бавчалук до зоната лесна индустрија и обратно. Определени се 40 на различни стојалишта, а од давателот на услугата се бара да го определи возниот ред. Продолжувањето на функцијата на јавниот превоз се спроведува во согласност со одредбите во Законот за локална самоуправа, каде стои дека општините се надлежни за уредување и организирање на јавен локален транспорт на патници. При тоа, законска обврска за организирање јавен превоз имаат општините со повеќе од 100.000 жители, но Кочанската локална самоуправа во декември 2013 година само иницијативно започна со давање на услугата. Локалната власт во меѓувреме планираше да организира и општински линиски превоз со кој ќе бидат опфатени дел од селата во општината. За сега идејата останува само на хартија, иако на социјалните мрежи деновиве имаше реакции и барања јавен превоз да добијат и населените места од рамничарскиот дел. Дива депонија подолго време се формира на обиколниот пат околу Кочани. Граѓаните кои имаат земјоделско земјиште во близина се жалат дека околината секојдневно се загадува, а покрај комунален отпад се фрлаат шут и остатоци од градежни материјали. Наместо ризови, ниви и градини, голема дива депонија со години постепено се шири од двете страни кај еден од надвозниците на обиколниот пат околу Кочани. Расфрланите отпадоци не само што го загадуваат плодното земјиште, туку се и града слика на магистралниот пат А3, што е сообраќајна врска и со соседна Бугарија. Со оглед што камерата најдобро доловува како изгледа околината на коловозот и не треба подетален опис што може да се најде во отпадот. Најмногу загрижува што освен шутот, земјата и градежните отпадоци, овде се изфрлаат и делови од расипани апарати за домакинството, искористени автомобилски гуми, стара покукнина, облека, а неретко и умрени домашни животни.
Така, освен со поглед, големата нехигиена може и да се помириса. Како дополнување на целата ситуација е нарушената безбедност во сообраќајот, бидејќи често се случува ветерот да облече отпадоци на коловозот, па тоа да биде причина за сообраќајни несреќи, посебно во текот на вечерните часови. Обидите депонијата да се исчисти, а отпадоците да се покријат со земја, досега не дадоа големи резултати, затоа што така само се отвораат нови површини за фрлање отпадоци, па за краток период се враќа по-старо. Затоа неопходно е локалните инспекцијски служби во соработка со републичките да преземат мерки за заштита на локацијата. Без разлика дали тоа ќе се прави со почести контроли и казнување на оние што загадуваат или пак со поставување заштитна ограда на двете страни од коловозот. Во непосредна близина на оваа дива депонија веќе се изградени стопански објекти со што околината почнува да се урбанизира, како што е и предвидено со генералниот урбанистички план на Кочани. Сепак, купот ѓубре се зголемува и ако не се преземат превентивни мерки, состојбата може да излезе надвор од контрола. Недозволиво е на ваков начин да се загадува простор што е блиску до градот, а посебно што во непосредна близина има и плодно земјоделско земјиште. Александар Стојменов и Никица Бачовски со свој истражувачки труд за невработеноста во Виница, екзодусот на младите, но и конкретни механизми за спречување на овој деценијски проблем. Овој труд деновиве го презентираа пред градоначалникот Ивица Димитров. Јавна политика за намалување на невработеноста кај младите во Виница, истражување на постдипломците Александар Стојменов и Никица Бачовски, млади луѓе кои се нафатија дел од својот интелектуален труд да го посветат на проблемите со екзодусот на младите од Виница, при тоа барајќи сршта на проблемот и посочувајќи конкретни механизми и насоки до приватниот сектор и локалните власти за надминување на овој проблем. Ова истражување беше спроведено преку сеопфатни анализи, збориме за истражување на факти, бројки од релевантни институции, интервјуа со млади, нивни мислења, направени анкети на јавните социјални мрежи и дојдовме до некои податоци кои што кажуваат дека младинската невработеност не е многу голема воопшто на денесаме, сето тоа се должи на огромниот екзодус и огромниот број на студенти кои што нормално не се сметат како невработени. Студијата покажа дека постојат неколку елементи или постојат неколку заложби кои што може да се направат преку локалната самоуправа, со што би се избегнала таа младинска невработеност, односно тие би се насочиле кон некој свое поле на интерес. Има интересни факти за зголемување на идејата за практиканска или волонтерска работа во општината. Овој труд деновиве го презентираа пред градоначалникот Ивица Димитров, посочувајќи позитивни практики кои се од интерес на младата популација. Преку оваа анализа и еве сега преку оваа изјава сакам исто така да апелирам до приватниот сектор да се заземе малку повеќе, да го зголеми својот ангажман. Приватниот сектор во Виница не е за занемарување и може многу да помогне преку своји иницијативи, преку своји фондирања, преку своја финансиска, не само финансиска, туку и стручна помош до младите. Јас апелирам да се проучи краудфандингот или финансиското донирање и помагање на некои идеи кои што ги имаат младите во општина Виница. Еден од првите чекори кои веќе го зачна овие интелектуалци е иницијативата за формирање на младински совети на локално ниво, како главна алка која ќе го анимира, поврзува и насочува потенцијалот кај младите во интерес на локалната заедница. Во овој период од годината земјоделците да применат мерки за заштита на градинарските култури, советуваат агрономите. Станува збор за применување на мерки со кои се намалува ефектот на зголемената сончева инсолација и мерки со кои се намалува негативниот ефект од намалувањето на варнежите. Климатските промени многу лошо влијаат врз градинарските култури, посебно промената на времето и температурните разлики. Во овој период од годината агрономите со совети за тоа кои мерки треба да ги користат земјоделците за намалување на негативните ефекти од климатските промени. Знаејќи ги ефектите од минатите години што ги предизвикаа климатските промени, знаеме дека сето тоа ќе се зголемува во наредниот период,
може да доведе до едно големо негативно влијание кон целата оваа гранка да стане дури и економски неисплатлива. Заради тоа неопходно е да се применуваат нови технологии во производството со кои што земјоделците, тоест градинарите, ќе се прилагодат кон овие климатски промени и кон новонастанатите услови. Основните негативни ефекти од овие климатски промени ги гледаме секојдневно надвор на нашите полиња, а тоа е зголемување на сончевата инсолација, пораст на температурата и намалување на врнежите во текот на вегетацијата. Ова ќе предизвика зголемување на потрошувачката на вода, а со самото тоа и зголемување на дефицитот на вода кој што ќе биде потребна во текот на целата вегетација. И како резултат на тоа се јавуваат оштетени плодови од сончевиот пригор. Токму поради тоа, агрономите со совети за применување на мерки со кои се намалува ефектот на зголемената сончева инсолација и мерки со кои се намалува негативниот ефект од намалувањето на врнежите. Во првата група на мерки можеме да ги издвоиме кои што земјоделците треба да ги применат за да се прилагодат на овие промени, е користењето на мрежи за засенчување, потоа користење на покривни материјали или материи кои што се исто така користат за засенчување, но се директно аплицираат на растението со напрскување. Тоа се како на пример калциум карбонат, каолин и некои други инертни материјали кои што прават слој на самото растение и на плодовите и со тоа ја одбиваат сончевата светлина. Потоа оставање на поголем број на листна маса, листови при закинувањето на врвот, посебно кај доматите, користење на интензивни агротехнички мерки за побрз развиток на одгледуваните растенија и погусто садење на растенијата кои што самите ќе си ствараат сенка за сенчување за да се заштитат од силното сончево зрачење. Во втората група мерки за намалување на негативниот ефект од намалувањето на врнежите, додаде Захариев, спаѓаат зголемување на масата, а со тоа и вшмукувачката моќ на коренот, воведување на промени во начинот на наводнување, односно користењето на системот капка по капка, мерката мулчирање или покривање на земјата со различни материјали, како фолии, плева и слично, како и употреба на гамата триходерма хазианум, која што на растението му дава цврстина и го прави поотпорно на стрес од промената на температурата, со која се правени и опити со нејзина употреба и се постигнати добри резултати. Следува информацијата од спортот. Голем успех за Ѓорги Петров, член на карате клубот Партизан од Кучани на меѓународниот карате турнир што викендов се одржа во Србија. Во силна конкуренција од надпреварувачи од 23 земји, тој се закити со бронзениот медал. Бронзен медал за каратистот Ѓорги Петров, член на карате клубот Партизан од Кучани на меѓународниот карате турнир Златен појас 2018, што викендов се одржа во Чачак, Република Србија. Во силна конкуренција со учесници од 23 земји, кочанскиот каратист го освои третото место. Инаку, учеството на турнирот е на покана на селекторот на кадетската репрезентација на Македонија Александар Кузмановски, а каратистите настапија во својство на репрезентативци. Викендов учествувавме на силен турнир во Чачак во Србија, во кој во силна конкуренција во категорија кадети минус 57 кг го освоив бронзениот медал. На турнирот учествувавме наставивме со тројца надпреварувачи, а се вкупно на турнирот имаше околу 1000 надпреварувачи од вкупно 23 земји. Ова е голем успех за мене, бидејќи таму конкуренцијата беше многу силна. Следно надпреварување ќе биде во Софија, тоа ќе биде на младинска лига. Се надевам дека со многу труд и таму ќе освоим некој медал. В среда каратистите на карате клубот Партизан од Кучани патуваат за Белград, каде што ќе учествуваат со каратисти родени до 2005 година на меѓународен карате турнир во Србија, од каде што очекуваат да се вратат со освоени медали.
Почитувани, тоа беше се што ви подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.